Биографија низ фотографија е насловена изложбата која е отворена во фојето на Домот на културата Тоша Арсов во организација на Музеот Теракота Виница. Авторот на изложбата, историчарот кустос Рубин Белчевски, неколку години го истражувал животот и делото на првиот претседател на президиумот на АСНУМ Методиј Андонов Ченто. Проектот го реализирав истражувајќи низ прилепи и пошироко низ Република Македонија и при тоа во голема мера ми помогна семејството на Ченто, особено синот Илија Андонов Ченто и ќерката Марија Јакиновска. Желба ми беше и јас да дадам свој придонес во расветлувањето, а пред се во презентирањето на ликот и делото на Ченто, создавајќи едно дело, но со поинаква форма и содржина од досегашните напишани дела за него, истакна авторот Белчевски. Инаку 10 пати е или затворен, или интерниран, или во логор, во трудов логор во Бугарија, значи 10 пати е затворен. И сега, со самиот период на осамостојување на Република Македонија, почна повеќе да се зборува за неговото лик и дело и почна да се пишува публикации. До овој момент се напишани 2 публикации од неговиот син Илија Андонов Ченто, кој всушност представува и автобиографско дело, бидејќи во 55-та година кога Ченто е пуштен од затвор. Изложбата, која е представена на 20 големи панова, содржи на 257 елементи, од кои 224 фотографии, 15 документи, 15 различни делови од говори на Ченто, мисли, 4 текстови и 30 фотографии од споменици, споменбисти, монети, уметнички дела, поштенски марки и восочната фигура со ликот на Методиј Андонов Ченто. Целта на авторот е да му возможи на гледачот да го следи животот на Ченто исполнет со голем број активности, но и фотографии кои зборуваат за животот на Ченто и после смртта. Како што најави Белчевски, со поддршка на Министерството за култура, наскоро од печат ќе излезе и публикација за Ченто.